Toyota RAV4, име што постои на сцената уште долго пред светот да почне да ги издвојува, да ги разликува овој вид автомобили како SUV, како SUV. Според Toyota, сите возила што се SUV се RAV, односно Recreational Activity Vehicle. Многу поумешно отколку SUV, што никој не го разбира за што служи кратенката, е возило за активност во слободното време. Recreational Activity Vehicle. Возило што е едно од култните имења на сцената, кое што значи многу. И очигледно дека станува збор за некоја повисоко опремена изведба. Има хром, има некои сјајни детали, сето тоа изгледа отмено, изгледа елегантно, изгледа скапо, престижно. Меѓутоа, оваа Toyota RAV4 има и нешто што е дополнителен квалитет од оние по кои што досега го познававме RAV4. Оваа Toyota RAV4 може да извози 70 км само на струја, чиста на струја. Посебноста на оваа Toyota RAV4 е напишано тука. Плагин хибрид. Поради оваа Toyota, јапонската марка почна да ги издвојува досегашните хибриди, оние кои што ги знаеме веќе близу 3 децени, почна да ги именува како самополнички хибриди. Значи, ова е нешто различно од тие хибриди по кои што досега ја препознававме Toyota. Тоа е пак самополнички хибрид, меѓутоа може да се полни и надворешно. Значи, има приклучок, преку кој што може да се приклучи за батеријата да се полни. И тоа е дополнителната вредност на оваа Toyota RAV4, можноста да се вози хибриден погон, како и во десетици милиони примероци на Toyota досега, меѓутоа и можност одредена километража да се помине со енергијата која што ќе се акумулира во батеријата. Овие природни траги на каросеријата, вакал, нечистотија, природни траги, се од кожув. Вчера извозев со Toyota RAV4 на кожув. Има многу убави кадри кои што ќе бидат следни. Описот на возилото ќе биде во третиот дел од видеото. Значи, давам предност во оваа содржина посветена на RAV4, ќе давам предност на убавините на кожув, затоа што сепак тоа е едно возило кое што и ја има таа доблест, тој квалитет да си ги донесе своите патници и намирници до такви прекрасни места. Ќе ја погледнете репортажата. Возило кое што навистина изненади многу, со приклучниот хибриден погон, со брзината на полнење и со веродостојноста на податоците кои што Toyota ги наведува за досегот. Многу поинаку се гледа приклучен хибриден погон на Toyota во RAV4, отколку оние приклучни хибридни погони на марките кои што сакаат да се прикажат дека ете се тргнати во насока на електромобилноста, меѓутоа го нудеа приклучниот хибриден погон само колку со цел за да им понудат на луѓето некоја одредена големина на батерија колку да се постигне некаков досек на струја, но со главната цел за да може да се добијат субвенциите, масивните субвенции кои што голем број држави, вклучувајќи и Германија, посебно Германија, ги дава за луѓето да можат да купат приклучен хибриден погон и да уживаат наводно во електромобилноста, меѓутоа целата поента на приклучниот хибриден погон, како што главно го познававме досега, беше искористување на тие субвенции кои што ги даваа државите, кои што беа наменети од буџетите. Ова е сега веќе нешто различно, многу поискрено, многу поискористливо. 70 километри, ќе рече некои се малку, меѓутоа далеко од тоа. Секојдневно во просек поминуваме по 30-40, јас верувам и 20 километри, дека повеќето ќе кажат дека им се реални во секојдневието да ги извозат. Така што
со полна батерија, па веројатно може повеќе од половината од неделата, додека човек е во Скопје, во град, додека нема уште можност да излезе на патување или слично, дека може со енергијата која што ќе се напуни преку викенд, ноќта пред понеделник, дека со таа енергија ќе може да се помине до среда. И вистинскиот квалитет на приклучниот хибриден погон е во тоа што кога батеријата ќе се испразни, условно ќе се испразни, значи кога нема да се приклучи да се полни, оваа Toyota RAV4 ќе се функционира како и сите хибриди досега. Постои еден збор во германскиот јазик, нормално коварница, која што го опишува RAV4. Сето тоа што овој RAV4 го може и го поседува. Германците велат вол милк зау. Вол милк зау, значи тоа е свиња која што освен тоа што дава месо, коза и останатите нешта, дава и млеко и дава и волна. Значи такво нешто не постои. Меѓутоа, на тој начин германците во германскиот јазик и воопшто во културата сакаат да кажат, да укажат на постоењето на работите во животот кои што се широко применливи, имаат широко подречена примена и тоа е тој RAV4. Тука сум дојден, значи со сета технологија која што ја поседува овој RAV4, може да згази, да излезе од автопат, може да вози по терен, имаше дел предходно по кој што возев по земја. Сета таа технологија оваа RAV4 ја носи секаде. Значи таа е RAV, Recreational Activity Vehicle, ќе речем. Не е SUV, туку е RAV. Е хибрид, е практичен, корисен, комотен, со сите предности по кои што досега ја знаеме RAV4. Меѓутоа, има и спортски таленти. 306 конски сили. Заедно моторот и двата електромотори, значи има еден напред, има еден назад електромотор, заедно постигнуваат системска моќност од 306 конски сили. И тоа се претвора во помалку од 7 секунди забрзување до темпо 100, односно 6,7 секунди. И на сето тоа, значи на сите оние квалитети, приклучен хибриден погон, можност да се вози на струја, опременост, квалитет, трајност, Toyota. Значи ги има и тие квалитети на спортски перформанси. Toyota го издвои на тој начин, го издвои RAV4 како знаменосец на својата понуда. Значи тоа е најмошниот хибриден модел кој што е во моментот во понуда. Во продолжение ќе може да ја погледнете условно кажано репортажата, тоа е моето возење на Кожув, искачување близу до скијачкиот врв на Кожув, со впечатоци кои што ги имам и од возењето, и од патувањето, и од природата, од таа волшебна, божествена природа на Кожув. Препорачувам да се погледне, тоа е вреден материјал, доколку некој нема време да го изгледа тој материјал, тогаш може да се преиде на следното поглавје. Во YouTube едноставно долу ќе се погледне поделбата по поглавја и може да се преиде на следното поглавје во кое што ќе го опишам возилото, па и сите посебности кои што ги има во погонот. Не е само батерија, туку и моторот е различен. Има како најава за тоа каква се техника, технологија поседува оваа RAV4. Има два системи за впрскување. Има еден директно систем за директно впрскување на горивото и има еден систем за индиректно впрскување на горивото. Има
вариабилна, значи променливо време на отворање на вентилите, на вшмукувачките вентили и на издувните вентили, со тоа што двата тракта користат различна, слична, но пак различна технологија. Меѓутоа, од срце препорачувам, погледнете како изгледа таа наша убавица кожув, придружена со RAV4 со приклучен хибриден погон. Ете ја Toyota RAV4 со приклучен хибриден погон на поаѓање од фонтаната која што некогаш во времето кога Toyota уште почнуваше да произведува хибриди беше во многу поубаво светло, а во меѓувреме хибридите на Toyota достигнаа до ова рамниште. Денес е 24 мај, голем македонски празник, ден на сесловенските просветители, Свети Кирил и Методи. Правам една многу убава рута, возам до Кожув. Прво ќе возам на електрична енергија, чисто на електрична енергија. Имам 70 км досек, што значи дека до Велес би требало да пристигнам без каков и да било проблем. 10:36, значи некое умерено возење, па среќен пат. Веќе сум по правец кон Катланово, тука кај Идрисово ќе скршнам од патот, затоа што јас сум таков возач, повеќе сакам споредни патишта. Се досега погонот е на струја. Со мала пауза во Скопје поради моја грешка, затоа што префрлив во хибриден погон, меѓутоа не влијае тоа воопшто врз досегот. Во моментов имам 58 км уште досег на скршнувањето за постариот пат. Возам во правец на Катланово, таму ќе се вратам на тоа што во основа се води како автопат, меѓутоа само експресен пат до Велес. Се досега возењето е целосно на електрична енергија. Имам досек уште за 52 км, што значи дека е сосем известно дека до Велес ќе извозам целосно на струја. А за понатаму ќе си продолжи хибриден погон, значи не морам да барам полнач. Користа е во тоа што овој дел од патот е поменат целосно, односно предстојниот пат. 70 км од него ќе бидат поминати целосно на струја. Во овој режим на возење, во електричен режим, можам да користам максимална брзина 135 км на час. Меѓутоа, во тој случај секако дека не може да се очекува досегот да се постигне целосно од 70 км, односно во случајов моите преостанати 50 км би се потрошиле многу побрзо доколку возам 130, затоа ќе почитувам нека умерено темпо, односно во поголемиот дел од патот таму е дозволено 80-90. Се е целосно на струја. Значи моторот воопшто не работи сега и посебноста на темпоматот на Toyota RAV4, односно во сите модели каде што Toyota го вградува системата, тоа е целата гама, е што станува збор за интелигентен темпомат. Мене брзината ми е наместена на 100 км на час, меѓутоа во овој свиок, кој што е малку, минимално поостар, според тоа што го цени интелигенцијата на возилото, брзината автоматски се смали на 95. За разлика од обичните автопати, односно темпомати, каде што
темпоматот ќе ја задржи таа брзина и во свијок. Тука се работи за интелигентен темпомат, што го мери страничното забрзување и врз таа основа го подзабавува возилото од наместената брзина, односно не дозволува да се вози во свијок со зададената брзина на темп. Патот нормално продолжува покрај Велешко езеро, езеро Младост. Со Toyota RAV4 тоа би значило возење целосно на струја, па дури останува и за враќање е сосем остварливо да биде и враќањето целосно на струја. Тука многу нешто се обновија во изминативе години за кусо време. Навистина е препородено местото и тоа што е најдобро. Нема испопаркирани автомобили наоколу, луѓе си шетаат спокојно. Тоа е место кое што е создадено за луѓето, а не за автомобилите. Колку и да ги сакаме автомобилите, треба ние луѓето да си се сакаме повеќе. Во центарот на Велес со 27 км преостанат досек. Кочурацин, градот на Кочурацин. Тука следи скршнување по споредниот пат за Градско. Пат што повеќе од една година беше онеспособен под изговор дека градежните работи се искомплицирале или е премногу тежок зафатот. Патот го имаше добиено за работа немакедонска фирма. Многу мина се решаваат за спореден пат, па меѓу другото и поради тоа што се заштедува на патарина, која што во Македонија и натаму е несоодветно скапа, без систем на винјети. Доаѓам во Градско со преостанат досек на струја од 5 километри. Целото ова возење од Скопје преку Велес до Градско беше изведено со чисто електрична енергија. И нема да морам да барам полнач, затоа што патот понатаму ќе го продолжам со хибриден погон. Електромоторот пак ќе ми помага, меѓутоа имам уште 913 километри за возење со бензинот што го имам во резервоарот. Тука скршнува патот понатаму за Охрид, Битола, а наваму се продолжува за Гевгелија. Толку беше возењето чисто на струја, меѓутоа RAV4 понатаму продолжува да вози електрично. Тоа е волшебството на хибридниот погон на Toyota. Сега се вклучи моторот. Take the next right to stay on R1102, then turn left to stay on R1102. Take the next left to stay on R1102. Continue on R1102 for 17 kilometers.
преку автопатот, правец Негорци. Уште 49 километри остануваат до скијачкиот центар Кожув. Кога човек ќе дојде тука, добива впечаток како цело време претходно да гледал филм, а контрастот му бил изместен. И тука одеднаш се е поостро, се е појасно, па и боите. Како погрешна слика да гледал човек. Тоа е чистиот воздух и тоа е волшебството на овој крај. Овде како седа е позелено и повисоко. Тоа го прави сонцето и тоа го прави оној бран кој што доаѓа од Медитеранот. Предходно ги одминав Негорски бањи, значи тука се прочуените Негорски бањи. Следното, пошто е прочуено ова место, овој крај, се јагнешките специјалитети. Тоа веројатно би можело да следи откако ќе се надише човек воздухот како ќе му се отвори и гради и душа. Ето го Мрзенци, ски Кожув, десно тука. ...40 километри, веќе почнува да се надзира големината на овој планински масив. Друг свет. Човек треба да се подготви за да влезе во тој свет. Патот е груп на овој дел од многу поправки, оштетувања, доработувања. Видел мака патот. RAV4 не гледа мака, затоа што е како швајцарско ноже. Добра е за се, и за автопат, и за град, и за споредни патишта, криволести патишта, и дожд и снег, значи за се, па така и за вакви патишта. Сите нијанси на зелено. Не е само една зелена, туку целиот спектар на зелена. Ова е веќе како човек во море да влегува. Зелено. Тука чинам дека расте дрвото кое што е својствено за овој крај и кое што народот го има наречено гол човек, па сега можело да биде наречено и поубаво. Жена, например, која што 2 пати во годината ја менува кората и колку што имам разбрано во по отфрлувањето на старата кора, чувството при допирање е исто како при допирање на човечка кожа. Тука ќе направам една куса починка, затоа што на ова место се чини како да се
собрани сите обележја на Козов. Ова е уште ниско долу. Не може ни да се зборува дека е планина, ова е подножјето се уште, меѓутоа се собрало тука. И ова се моќна Toyota RAV4 плагин хибрид со приклучен хибриден погон. Првото што ќе се почувствува е миризбата. Миризбата од билки, од измешана, од билки, од зимзелени дрва, од чист воздух, од трева, од цвеќиња, кој знае што се учествува во создавањето на ова природно богатство. Секако обележја се и цвркотот на птиците, долу е река. Се слуша. Тоа е богатството, водата која што доаѓа и го храни ова. Го храни овој крај. И се е тоа природно. Не чепнато од човекосен патот и секако пробивањето на патот. Верувам дека се стекнува барем една мала представа за тоа што се понатаму ќе донесе овој прекрасен крај, како што ќе се качувам. Што се однесува до RAV4, што ме довезе тука безбедно, релаксирано, одморено. Тоа е одликата на RAV4, на повеќе автомобили во едно. Тоа е усовршувањето на концептот кој што Toyota прва го разви со RAV4 и со текот на годините и сите генерации достигна до ова рамниште. Денес RAV4 е модел што не треба да се бори со цена или со некакви дополнителни вредности, затоа што се има веќе постигнато и се е веќе вклучено во концептот. RAV4 е од мен доволна, но во исто време почетокот на понудата дозволува да биде и достапен. Значи, условно сепак е, како што имам спомнато претходно, тоа во македонски услови на живење, и македонска економија, македонски плати, сепак е далеку во луксус завлезено. Реален луксус, не оној кој што служи за глумење и кој што главно се донесува од бугарските автоплацеви. Некој ќе рече Швајцарија, не, Македонија. Природни изгледа, зарем не? RAV4. Тоа е, меѓу другото, и ветерот е за нијанса помоќен, а ова е браната. Акумулацијско езеро во најава. Сето тоа ќе биде поплавено.
И тука се гледа повторно моќ. Поинаку е кога човек се впушта во вакви, па не се премногу авантури, меѓутоа се нешто различно од секојдневието, со способен автомобил како што е RAV4. Инаку, просечната потрошувачка за целиот пат до сега, вклучувајќи ги тие 70 на километри на струја, изнесува 2,7 километри. Ова 2, односно 2,7 литри на 100 километри. Имам поминато некаде околу повеќе од 200 километри, што значи дека за да дојдам тука сум потрошил веројатно нешто повеќе од 5 литри.
И по мирисот се дознава дека човек е доеден во местото што е наречено смрдлива вода. Меѓутоа, местото е многу поубаво отколку што му е името. И треба да се најде место за тука да се направи една заслужена посета. Тоа е местото по кое што е наречена целиот овој комплекс е наречен смрдлива вода и мириса на сулфур, свето место. Тука има плюс причина за човек да се задржи повеќе. 70 години, планинарски спортски клуб. Па, вашето качување е многу по голямо од останатите. Значи, Чичикаја е тоа што се гледа тука, од тука. Категорија средно тешка. Ето тоа е едно мало припитомено место од оваа бујна природа за да може човек да се приближи и да биде директно во допир со оваа природа. Вредни луѓе сработиле тоа се работи кои што во град се бескорисни и представуваат само имитација на овие нешта. Ние почнавме да веруваме дека во град имаме се и дека се можеме да донесеме во град, меѓутоа тоа е само една лага. Колку што разбрав, тука се 3 реки што се спојуваат и ја носат оваа вода, ја спуштаат надолу. Се е култивирано. Меѓутоа, тоа што недостига се луѓе. Ова треба да се доживее. Нема да одмине, меѓутоа, ние како луѓе, доколку заборавиме на овие вредности, ќе останеме посиромашни, па не за едно искуство, туку за многу вредни искуства. Тоа закрепнува. Човек тука повторно учи да диши и најубава Македонија. Колку е ова
човечки. Човекот е дел од ова. Човекот некогаш се учел да ги користи овие природни подаръци и да ги користи за животот, да си го направи поквалитетен, па и поисполнет. Тука има место за скара, па било посетено, веројатно за 1 мај, па дури и дрва има оставено. Некој се грижи. Секаде може да се поиде и да се види нешто што ќе биде вредно. Таму каде што има патека, значи дека има нешто вредно што човек треба да го посети. А тоа е само едно мало припитомено делче од овој масив, од ова богатство. Кожув. А патеката што ја спомнав претходно води точно тука, до црква Свети Илија. И погледнете на какво место е изградено. Тоа е волшебството на наша најубава Македонија. Бујно место за починка. Тука некогаш имало и многу поголем ресторан, па и пансион за сместување, за престој. Тоа е изградено за многу поголема посетеност. Јас очекував дека барем малку ќе има поголем промет на луѓе, повеќе народ. Меѓутоа, ништо од тоа што се понадевав барем малку дека ќе се сетиме на тоа што некогаш сме учеле да го цениме и да го уживаме. Последен пат, 10 мај 2015 Скопски маратон. Зарем навистина е толку невредно ова за да се остави ова богатство. Ова некој вложил, сакал да направи убаво на другите, да си направи бизнес, меѓутоа државата не стигнала да се сети на тоа, затоа што се занимава со некои други, па многу по-неважни нешта. Ете го врват. И цело време патот кружи околу, цело време е присутен. Ете RAV4, не може да се погреши дека е друг некој автомобил. Туку е RAV4 институција. Колку е сето тоа разновидно, богато, исконско, непресушно. Луѓе нема. Меѓутоа природата не се заминала. Уште еднаш, меѓу брези. Свето место. Има уште многу пат. А ете тие ги преведов. Бунгаловите, да. Тука имало и одморалиште. Македонија пат. Бунгалови
се осмислено за уживање луѓе што си ја знаат работата. Многу патишта што водат до вредни места. Меѓутоа се оставени да се обезвреднат. За ова да се свати што се содржи и некогаш имало, па треба да се снима цела серија. По овие скалички се доаѓа до црквата Свети Илија. И човек престанува да се задишува, одеднаш добива моќ во оваа природа, на овој воздух. Тоа што ние си го кажуваме на убав македонски јазик се крепи. Боже драги. RAV4. Чувај не по пат, Свети Илија. Изгледа способно за да вози во природа, а пак е отмено автомобилче. Па така, прилично големо. Тука патот си зел данок. Тоа бил одран, масивен, некогаш. Па и покрај тие бедеми што били изградени. Тука веќе човек мора да си го чува своето што го зел од природата, за да дојде до природата. Ете го врвот. Цело време ќе биде некаде во видно поле. Тоа е почетокот на Кожов. Ова е веќе Кожов. Ова Ауди, па некој ќе се усреќи да си го земе за олдтаймер. Сосем друго поглавје. Овие карпишта, страшно. Ете како природата си го враќа тоа што човекот сака да го земе. Ете, тоа се свежи одрони, значи мора да се биде многу внимателен. Погоре веројатно ќе биде и уште по
видливо тоа. Значи во пролетно време, кога се топат снегови, се случуваат и повеќе помасовно тие одрони. Карпестиот врв се гледа гору. Сите можни наличја на природата ги има тука на едно место. Само човек треба да знае каде да се упати и што да гледа. Со огромно внимание. Патот потоа скршнува, го менува, ја менува насоката, има едно кружење, понатаму се продолжува од таа страна и таму е една сосем поинаква слика. Еве две, добар ден. Женичка со детенца доследно уживаат. Моќно. Тоа е дури и скоро направен пат. Меѓутоа, природата веќе зела, па веројатно десетина од своето. Моќно. Еден кадар тука. Ова е филм. Не е само сакаш да одиме во планина, туку ова е филм. Ќе зумирам колку е овој масив покриен како со шума, како со тепих. Ето се дрвата, до тука мириса. Тоа е дрво што расте тука. Ева, за споредба, ова е мојата дланка, а ова е дрвото. Па и мравките се тука поголеми. Тоа расте тука. И тоа е индустрија. Природни лампиони. Природно потерале овие дрвца за после некоја деценија да станат ова. И човекот е некаде меѓу нив. Човекот не треба да ја попречи врската меѓу ова и ова со нешто што би било различно од ова. А тоа значи автомобил што има чиста емисија, што може да вози на струја во град, може да вози како хибрид, може да вози многу долго време. И тоа е колку вистини покажува овој Кожув. Човек треба само да дојде тука и да дознае нешта кои што им биле многу појасни на луѓето кои што не биле толку на генерациите пред нас,
кои што не биле толку заслепени во повторување на некоја глупост што некој ја направил на Инстаграм. Играње на абракадабра, кој ќе биде поглупав во играњето на абракадабра рабарба. Зарем не е така? Патот продолжува уште многу. Има уште многу за возење и уште многу за доживување. Уште 13 километри до горе. Јас можам комотно да престанам да зборувам сега и никој нема да забележи дека сум престанал да зборувам, затоа што овие слики зборуваат повеќе од колку што можам јас да кажам. Тоа е едно од тие волшебни места. Тоа е еден од најмоćните кадри на Кожув, по кој што секогаш ќе препознаете дека тоа е Кожув. Ете колку е тоа моćно. Мислам дека бев сосем во право. Тоа е како тепих. Природа што е исто толку нежна колку што е груба, моćна и способна да одземе во секое време. Ето, еден камен паднал и го повлекол надолу тоа што го оставил човекот. Затоа мора да се почитува тоа и јас морам да одам што е можно побрзо од тука, меѓутоа има дрва, тоа е мала заштита. Тоа ќе мора да се овековечи. И уште еден совет, кога оставате автомобил на горнина, внимавајте, значи со рачна во брзина се, внимавајте во која насока се, во кој правец се завртени тркалата. Значи, секогаш имајте предвид, ако, не дај Боже, се случи да откаже, не се случило тоа, никогаш, меѓутоа, имајте секогаш предвид, ако откаже рачна кошница или нешто во техниката, тркалата свртите ги на тој начин да, доколку автомобилот почне да лизга наназад, да сврти таму каде што ќе може да запре. Што значи, во случајов влево, затоа што доколку ги свртам тркалата вдесно, во тој случај автомобилот, не дај Боже, би завршил тука, а може би уште подолу. Колку е моćно, колку и да го снимам, колку и да сакам да го снимам, повторно и повторно, најдобро е човек да дојде тука. Ова е само
1%. Погледнете ги овој спој на тие два различни видови на шума. Тоа е наука, некој многу подобро знае да објасни што е тоа. Меѓутоа, вака за лајци како мене, кои што возат, е нешто што е вредно да се види. Сето тоа остава некаква трага и така се засакува природата. Toyota RAV4, па и скакулците ја сакаат. Кога последен пат сте виделе скакулец? Па добро, не мора баш на мене да одиш сега. Ова ќе се овековечи.
И одеднаш се појавува сосем нова слика, сосем нова страна. Непредвидлив Кожув. Тука е нешто сосем различно од претходниот огранок, веројатно. А тука и облаците се многу блиску. Затоа и се движат толку брзо. Затоа што сме блиску до облаци. А RAV4 своите патници и намирници како во еден вид кукла од инсектите ги донесува до вакви места. Неретко човек ќе ја почувствува моќта на овие места дури кога ќе излезе, кога ќе види ветер, воздух, острина на воздухот, масивност и моќност на природата. Во автомобил се изгледа поинаку, затоа некогаш треба да ги оставиме автомобилите паркирани и да ја доживееме оваа природа. Сето тоа се впива. Сето тоа човек ќе си го донесе после. Чекањето во колони 20 минути во засмрден воздух од сите автомобили што прошле, односно што чекаат во колона пред нас додека се движиме во парк или кон парк, односно индустријска зона парк или кон водно или матка. Сето тоа е повеќе штетно отколку што е корисно. Затоа ете, да подсетам на тоа што, меѓу другото, укажувам безброј пати дека автомобилите, да, ги сакаме и ги обожуваме автомобилите, меѓутоа ние сме пред се луѓе. Автомобилите ни се сатисфакција, предизвик, страст, потреба, удобство, луксус, имидж, насушност. Меѓутоа, ова е вредноста вистинска. Јас најмногу би сакал сега пеш да продолжам, меѓутоа, во тој случај би траела репортажата 6 часа. Следното застанување ќе биде таму кај тој појас, шумски појас. Човекот како еднаш ќе дојде, ги познава местата, остануваат врежани. Тоа е силата на овој Кожув и тоа е моќта на белезите, на обележјата кои што ги поседува и кои што ги остава на сите своји гости. Човекот секогаш ќе биде гостин тука, без разлика дали ќе биде населен, дали ќе доаѓа по работа или дали ќе доаѓа по да ужива, да природува. Меѓутоа, Кожув е навистина нешто посебно и тоа е тој појас за кој што зборував. Уште малку до местото каде што се гледа еден дол и кој што прикажува една многу моќна слика, Чичикаја, од тука се оди. И ова место некако ме подсети на нешто што го имам спомнато порано. Ние сме навикнати да одиме таму каде што треба да му платиш некому. Значи, ако некој отвори кафуле тука, или ресторан, тоа ќе доаѓаат луѓе за тоа што некој ќе наплаќа. Доколку не постои ресторан или кафуле кои што ќе бидат извикани и луѓе нема да може да прават
снимки за на Инстаграм или за на не знам што друго, тогаш ретко дека некој би се сетил да дојде. Пеш, со велосипед. Тоа што негледаните телевизии се крепат со шпански серии, условно шпански, може да биде заменето со нешто што ќе продуцира содржини од ова тематика, вечна тематика. Ете колку вода од сите страни навира вода. Тука се забележува, тука ќе се види убаво како се шири овој шумски појас. Еве ја таа вода, живот. Тоа е крвта на планината. Оваа вода. И така се собираат овие води, нормално создаваат река, вода по вода. И тоа е местото за кое што зборував и кое што човек го помни. Ето. Веројатно треба песната да ми ја погоди побаво човек. Добре. Колку е моќно. Колку освестено гледа човек на тоа што на вистина представуваат вредностите, кога ќе може вака условно кажано под себе, затоа што ние секоја сме под некого друг, под Господ, може да ги погледне овие вредности. Се е ова Кожов. И ето колку е моќно. Така се создава шумата. Некој ќе рече, зарем не е ова дрвце премногу нежно за да порасне тука, еве на овој крај. А ова некогаш ќе стане ова. И толку сме исто моćни и ние луѓето, меѓутоа забораваме дека и ние сме некогаш биле исто толку нежни, малечки и сме станале луѓе. И тоа што претходно беше далечно и недостижно, сега е тука, благодарение на нашите автомобили, а посебно на Toyota RAV4. Сега е веќе сосем друга слика. Други влијанија, други ветришта, друго сонце, друг агол. Едно е сонцето, друг агол. И внимателно. Патот уште малку ќе стане повозлив, ќе се исправи како што ќе се приближам горе до скијачкиот центар. Облаците се уште поблиску, зарем не? Едва чекам да запрам и да го почувствувам мирисот на воздухот. Воздухот има мирис тука. Тука се диша. Ето, сето тоа е вода. Моќта на водата. Водата е најмоćниот разурнувач на
на тоа што ќе го изгради човек, па веројатно е најголем креатор, Карпи на патот, што се пука со децении. Тука некогаш имаш земјен пат, ова е нов пат, многу е вложено. Се вложуваше во скијачки центар. А од таа одлична идеја, не стана ништо. А природата пак е тука. Не е природата таа што сгрешила, туку човекот. Ова беше сосем поразлично кога последен пат доаѓав, многу е видоизменето, многу е побујно, многу е поширока, многу е млада оваа шума. Тоа е сосем моќно. Тоа што го спомнав претходно, еве ја таа ширина, слобода. Што се чувствува кога ќе се качи човек над 1000 метри, ето го врвот, полска трева, алпска трева. Тука некој или нешто одело, веројатно нешто диво. Како изгледа тоа? Природа на послужавник, сервирана. Ете ја алпската трева. Тука некој имал многу смисла за аранжирање. Таа вода треба да се собере некаде, а овде некогаш имало пат. Сега е тоа друг пат. Како да сака нешто да ти каже оваа природа, меѓутоа тоа не се зборови, туку тоа е енергија, еден друг вид на порака. И во ред разбрана е пораката. Што се расте тука заедно. Папрат, цвеќења што мене ми се само некои цвеќења во жолта, плава боја, некои знае многу поубаво што е, веројатно се и лековити. Ова има некој лист како жалфија. Може би е жалфија, а може би ќе испадне коприва. Жалфија. Се расте тука. И тоа е таа порака што ни ја испраќа природата тука. Се слуша црцорот. Се е точно погодено како што треба. Ништо не е вишок, ништо не недостига. Времето е во изобилство. Тука треба да се има трпение. Трпението ги носи вредностите. А Toyota RAV4, која што всушност е хероиката на ова возење,
Тоа е автомобил кој што е создаден за вакви излети. Меѓу другото, тоа е сериозен, значи како што спомнав, отмен автомобил со кој што може човек да отиде на свечен настан, на бал. Кај нас многу ценетите балови, односно многу почесто на свадба. Може да отиде и по риба, а може да отиде и директно на вакви убавени, па и не во вакви совршени услови. Ете колку брзо се движат облаците. Кога последен пат сте виделе облаци што се движат толку брзо? А времето минува толку бавно тука. Толку бавно затоа што човек не сака да се врати долу. Сака да остане тука да ужива. И повторно уште едно ново поглавје од серијата наречена Кожув. Тука одеднаш човек е горе. Погоре. И се е сменет. Тука човек може да вози автомобил со 300 поминати километри без да стравува дека низ прозорците ќе влезе прашина. Ова е безпрекорно чисто. Значи, пак, како некој уште еднаш да го изострил контрастот, да го нагодил уште подобро. Или, како да сте гледале во 2К, па сега гледате во 4К. Тоа е разликата. Колку се изгледа по-изворно, по-моќно, по-богато, по-зелено, по-сино, отколку малку подоле. Еве тука има луѓе што живеат од планината, односно тоа се веројатно сточари. Се спрема некоја гозба. Луѓе се дојдени тука, има зошто да дојдат. И тоа може само да радува. Секако дека не треба да биде премасовно, во тој случај би требало да се организира на поинаков начин отколку што тоа е неорганизирано во диво Скопје. Во смисла на тоа како се посетува паркот, како се посетува водно, зошто се посетува водно, Матка, Сарај и други места. Тука е веќе друг пат. Следно е скијачкиот центар Кожув, меѓутоа кај скијачкиот центар Кожув ќе има рампа. Таму е изградено, е вложено и сега сето тоа ќе пропаѓа. Веројатно заради тоа што нечи интерес не е покриен. И од тоа губиме само ние луѓето. Друг не губи. Тука ќе ја паркирам RAV4. Сепак ова треба да се доживее
малку по долго. Сосем различен кожув, а пак кожув. Тоа верувам дека е некој чај. А како па човек огладнува кога ќе дојде тука, тоа е веќе сосем друго поглавје, посебно за луѓе што се од категорија 100К. 100К. Многу интересно. Мирисот од долу, од кај смрдлива вода, од ресторанот, кој што ложеше на природно дрво и веројатно дрво, веројатно печеше месо кое што е од тука, уште држи. Цркот на птици, сонце, бои. Како да го пренесеме ова во град? Па, не може. И зарем навистина ја напуштаме ова Македонија која што ни дава се. Секаде наоколу има нешто што оваа природа ни дарила. Има сонце, има вода, има жив свет. Човек треба само да погледне наоколу и да се сети што правеле нашите предци и да го прави истото. А ние си селуваме и го уништуваме тоа што го градиме, за да дојде некој друг и да го изгради истото, меѓутоа него да му функционира, затоа што тие другите имаат поубава представа за тоа каде се движи светот. Овде може да има и па некоја животинче, не е исклучено, а може би и поголемо животно. Тој пат натаму води до рампата и до нефункционалниот, а никогаш добро замислен скијачки центар. Веќе сум на пат за Скопје. Овие 11 километри преостанат досек на електрична енергија се подарок од Кожув. Тоа е енергијата што приклучниот хибриден погон ја произведе чисто од спуштањето надолу, значи таа кинетичка енергија се претвори во хибридниот погон, се претвори во електрична енергија и благодарение на таа енергија сега возам еве до Патарината по автопатот, иако возам по спореден пат цело време, возам целосно на електрична енергија, ниту еднаш не се приклучи моторот од спуштањето од Кожув до сега и имам уште 10 километри да ги извозам чисто на електрична енергија. Како збир од сето тоа имам просечна вредност на потрошувачката од 3,1. Тоа е сосем реална вредност, која што е постигната со приклучниот хибриден погон. Тука се гледа дека 100% од возењето се
на електрична енергија. Тоа е просечната потрошувачка 12,5 киловат часове од спуштањето и навистина импресивно. Често пати се случувало автомобили кои што имаат деклариран досег електричен приклучни хибриди од 60-70 км во реалност да имаат од 20-30 км. Ова е вистинско изненадување и Toyota на дело. Навистина 70 км кои што 75 декларира фабрика, меѓутоа да добијам 70 во сосем реални услови на возење, тоа е многу фер од Toyota.